Здраво, ова е 55-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The House That Jack Built на Ларс фон Трир, во кој станува збор за обсесивно-компулсивниот серијски убиец Джек, глумен од Мет Дилан, и неговиот 12 годишен убиствен поход во САД во 70-тите години на минатиот век. Днес филозофските трактати со неговиот соговорник Вергили, глумен од Бруно Ганц, напоменува 5 инциденти во кои многу лесно можел да биде откриен од властите. Невротичниот психопат е убеден дека злосторствата му се уметнички ремек дела, наоѓајќи изговори во уметноста и дигресии од колоквијалниот живот за оправдување на грозоморните чинови, на кои не годува Вергили, кој е чувар на совеста и здравиот разум на гледачот, кој се противи на демагошкото оправдување и не признава остварувања направени без љубов, лаконски образувајќи некаква извитоперена поставеност на терапевт и пациент, свештеник и грешник, Харон и новиот жител на пеколот. Ова е филм за арогантен егоцентрик, за кој сите останати се инфериорни. Сведоци сме на еден портрет на серијски убиец од неубедителен наратор, без ригорозни спротивставувачи на патот кон пропаста, поплочен со замрзнатите тела во фрижидерот. Како што времето одминува, така неговите дела стануваат поризични за изведување, но поради мешавина од среќа и временски непогоди, неговите траги остануваат избришани. Филмот отвара прашање колку нарачаната уметност може да се именува како естетско дело, колку болната амбиција за слава може да го оправда дефицитот на уникатно авторство кај авторот во општество на спектакл, колку глорифицирањето на делото губи од неговата вредност, проблеми кои го тангираат и самиот филм. Грозоморните убиства се изведени на прагматичен начин, од кој хорор режисерите може да научат исклучителна умешност. Имено, Трир во овој филм ја балансира стравичноста со урнебесна комедија, со тоа што кога настанува чинот на убиство не користи ниту нагласувачка, ниту бомбастична музика за атак на сите сетила, напротив, во тишина е проследен чинот на одземање на животот со помош на ефективна примена на специјални ефекти пред камерата, а не само како декорација, но потоа следуваат мигови на црн хумор и сатира во коеновски манир, кај што ја демонстрира несмасноста во одстранувањето на телото, враќање на местото на злосторството за уловување на совршената фотографија, самата обсесивна компулсивност и потрагата по совршениот куршум за финалниот чин. Наоѓа дури и време да ги пародизира сите типизирани тенденции на однесување на серијските убици, од насилство врз животни од детството, преку демнење на жртви, вежбање на фацијални експресии пред огледало, како недостаток на емпатија и трофеи од жртви. Црвената боја е символ за опасност во овој филм. Одамна сум отрпнат на крволочните призори во филмовите, но за мене пострашен екземплар од прикажаниот стилизиран масакр на жени и деца е констатацијата дека луѓето се толку инертни и отуѓени едни од други, што никому не би му било грижа доколку нечи живот се одземе во непосредна близина. Тоа е огледало кое многу повеќе говори за суетните гледачи кои знаат да бидат попретенциозни од самите режисери, обвинувајќи ги за секое зло, бидејќи немаат снимено таков филм како што тие сакале да погледнат. Неуките би го обвиниле Трир ако сними филм како Breaking the Waves и ако не сними филм како Breaking the Waves. Гледачот, налик Вергили, све има слушнато, така што тешко дека од Трир ќе добие нешто друго од епигонство со многу добра забава. Мет Дилан продира под олицетворението на мрачната подсвест на ликот, позајмувајќи модуси на серијски убици како Тед Банди и Куклински, а кога театрално импровизира, магично се претвора во Кевин Дилан. Ума Турман, Ки Рајли и останатите дами од филмот соодветно си ја завршија улогата на жртви погребани во спомените на убиецот, имајќи ја честа да бидат компоненти од неговото ремек дело. Иако филмот бил планиран како ТВ серија, финалниот продукт на Ларс фон Трир е структурално сроден со Нимфоманката, не само поради секвенционирањето на поглавја, интермеца, снимање од рака, туку и поради директната замена на Стелан Скарсгард со Бруно Ганц. Овие 5 сошиени кратки филмови и интермеца од анимации, архивски снимки, уметнички слики, архитектонски зданија и илустрирање на подземјето се надополнети со постмодернистички колажи на
компилација од автореференцијални кадри од култните филмови на режисерот, интермедијално буквализирање на дела на Блейк, Данте и Вергили, пародизирајќи го Боб Дилан, до интердисциплинарни алузии кон делата на Роек, Тарковски, Кюбрик, Ное и видна љубомора кон озлогласеноста на The Human Centipede на Том Сикс, која Трир сака да ја надмине со еден геноцид, откако Джек ќе го најде неговиот идеален материјал за да ја изгради куќата. Чилијанскиот кинематограф Мануел Алберто Кларо, сопатникот низ филмското лудило на Трир во последните 3 остварувања, баналноста на злото и естетизацијата на геноцидот ја финишира со еден подземен епилог, спрдашејќи се со Данте и Вергилий во пеколот на Делакроа. За да биде игривоста поголема, илустриран е патетичниот стремеж за слава преку фейм на Дейвид Бови и капачето на овој жесток филмски алкохол, кој дезинфицира од политичка коректност, која го стерилизира филмот и создава кревки гледачи, го затвора со Hit the Road Jack, изнудувајќи насмевка на моето лице. Дали насобраното насилство води кон естетска катарза? Дали се безживотни жртвите уште пред да ги убие Джек? И колку во исповедта на убиецот за естетизираното истребување се крие омразата на антагонизираниот режисер, се прашања кои говорат за недостатоците на овој 2,5-часовен поглед во главата на серискиот убиец од рангот на Maniac и Henry Portrait of a Serial Killer. Филмот шокираше на Канскиот фестивал, се прикажа на Ситџес, Бусан и дојде на домашниот Синедис, кај што го погледнав. Нецензурираната верзија се прикажа минатиот месец во САД и најде на проблеми за IFC, кои мораа да го скратат до R рейтинг за да го пуштат на американскиот пазар. Антихрист ме остави со ово одушевлување, меланхолија ме депримираше, нимфоманката колку што ме интригираше толку ме иритираше, а Джек ме забавуваше. Ларс е данскиот трол, провокаторот кој подеднакво ќе ги навреди сите демографии, ќе проложи да снима филмови, критичари ќе го мразат, Ларс ќе чува критичари обесени во неговиот замрзнувач, луѓе ќе излегуваат од проекции, фанови ќе аплаудираат, феминистки ќе се бунат, евреи нема да имаат смисла за хумор, гледачите ќе го обвинуваат за неоригиналност, опростувајќи им ја истата повторливост на нивните омилени автори, убици ќе убиваат, жртви ќе умираат и светот ќе остане студено место во кое никој за никого нема да се грижи под велот на лицемерието и неприфатената критика. Ако морам да го еволуирам, тогаш The House That Jack Built од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 55-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!